Благодарам, подпредседателе. Почитувани, денес на дневен ред го имаме изборот на новите министри во Министерството за здравство и Министерството за информатичко општество и администрација. По само 10 дена од изборот на техничката влада со мандат да ги организира изборите, во тек е процес на неизино прекројување. Уште еден политички циркус кој ни го приредува ДУИ и СДСМ со оваа трета реконструкција на влада за 4 години мандат. Сега веќе за спас на техничката влада на неполни 3 месеци пред избори. Повеќе од јасно е дека оваа власт 4 години обстојува на стаклени нозе, а она што е константа во оваа власт е дека апсолутен газда е ДУИ. Според екс-премиерот Ковачевски, техничката влада е светски феномен што не постои никаде на свет и би бил уште еден светски феномен влада што е задолжена да организира избори ако успее да падне. Сепак тој смета и вели во изјавата дека тоа нема да се случи и дека оваа влада техничка ќе ги менаџира работите да организира фер и демократски избори. Нашиот председател, професор доктор Христијан Мицковски, укажуваше на тоа дека нема потреба од техничка влада и право да се оди на избори. Меѓутоа, владеачкото мнозинство го одби тоа. И се е јасно. Кој мисли, кој диригира, а кој исполнува наредби во оваа коалиција. На СДСМ и Ковачевски не им преостанува ништо друго, освен да слушаат, да гледаат и да се надеваат дека техничката влада ќе обстои и нема да претрпи уште една реконструкција. Образложението на техничкиот премиер за разрешување на 20 министри Фатмир Меджити и Азир Алију беше дека според законот не може да има два опозицијски субјекти во состав на владата и дека тоа е основната причина зошто е предложено разрешувањето и дека не станува збор за нивната компетентност, стручност и професионалност. Но сепак техничкиот премиер пропушти или свесно не кажа дека се многу битни и бројките во парламентарното мнозинство во собранието. И тоа најбитни. И ако направиме ретроспектива на се што се случуваше во изминатите 4 години од владата на ДУИ и СДСМ, ќе заклучиме дека оваа влада, прво предводена од Зоран Заев, а потоа од Ковачевски, ја доведе државата во пропаст. Унаследување во економијата, здравството, образованието, земјоделието, културата. Го уништија правосудството и криминалот света. Корупцијата и криминалот се причина зошто нема пари во буџетот за образование, за здравство, нема пари за култура, за земјоделие. Со изборот на новите министри, доктор Илир Демири, специјалист инфектолог на клиника за инфективни болести и фебрилни состојби на Медицинскиот факултет во Скопје, а сега доаѓа како директор од клиничка болница Тетово, и Наим Бајрами, роден 88 година, магистар по информатичка технологија, не можеме да очекуваме дека овие министри ќе направат за 2 месеца некаков допринос, додадена вредност во подобрување на здравството и администрацијата, кога стануваат министри во техничка влада, чија задача е да ги организираат изборите. Нема да дискутирам дали станува збор за поквалитетен кадар, подобар кадар од претходниот, целта е јасна, битна е бројката во парламентарното мнозинство во собранието за спас на техничката влада. Ништо нема да се смени од технички аспект во изборот на 20 министри со разрешувањето и назначувањето на новите министри. Тоа е доказ за стравот на оваа влада од окрупнување на албанската опозиција и страв од изборите. Реалноста е дека проблемите во здравството со оваа влада нема да се решат кој да биде нов министер, бидејќи власта нема доволно реформи, нема капитални инвестиции, а корупцијата и криминалот за жал не го заобиколија здравството. Сведоци сме дека фондот на здравството испаѓаше од систем, од функција во 2 наврати.
Во септември 2023 година одекна во јавноста скандалот со клиниката за онкологија во државата. На потек се правосудните органи, целиот случај да се истере до крај и виновниците да излезат пред лицето на правдата. Сведоци сме за тендерите на клиниката за хематологија и единствениот на тендерите што одговараше и ги добиваше тендерите фирмата Пановски. Корупцијата во јавното здравство не е само корупција на алчни поединци, туку дел од коруптивниот систем во кој учествува обвинителството и извршната власт. Сведоци сме во изминатиот период за немање одговорност за модуларната болница и 14 жртви, обидот за приватизација на биохемиските лаборатории, градска општа болница, итна медицинска помош и сето тоа за лични потреби и лични профити. Наместо огласи за вработување, тендери, наместени огласи за вработување и тендери кои се почесто одговараат на само еден понудувач. Во претходниот период имавме штрајк на вработените во ФЗУ, а за медицинскиот кадар, кој со години е договор на дело, само манипулации и неизвестност. Во услови на криза, во само еден ден, огласи за 137 државни службеници. Во Министерството за финансии 20, во Собрание 9, во Министерство за труд и социјална политика 2, Фонд за пензијско 4, во Кабинет на премиер на влада 4. Се гледа на јавната администрација како алатка за вдомување на партиски активисти. За жал, граѓаните и државата имаат потреба од ефикасна и стручна јавна администрација која ќе биде вистински сервис на граѓаните. ДУИ и СДСМ функционираат како и до сега со криминал и корупција. Тоа што ги држи заедно, тоа што ги обединува е личниот интерес и бенефит, тендери во 4 очи, јавни набавки и додека народот живее се полошо, синот на Зорен Заев, синот на Ахмети, супругата на Ковачевски, таткото на Бочварски имаат бизнис со струја. Се појавуваат и гениалци во Македонија, па станува собственик, кособственик на Соравија, внукот на Ахмети, Дрин Ахмети, 19-годишник од Куманово, близок до Артан Груби, ќе продава терминали на државна лотарија. Државна лотарија е целосно партизирана од ДУИ, челниците на ДУИ стануваат се помокини и побогати. СДСМ и ДУИ дозволија партиски банди да извршат упат, се извинувам, и тепање во контролната кула на МНАФ. Покрај тендерите, криминалот и корупцијата, ово Европски фронт го обединува и потребата да истрчаат заедно на престојните председателски и парламентарни избори. Ги обединува стравот од изборот, страв од изборите, страв да се оди, да се биде опозиција и одговорноста која ќе следува после изборите. Оваа така наречена власт како Европски фронт ги дели граѓаните на проевропски и антиевропски. Дали е европски да се делат пасоши на белосветски мафијаши, да се дава државјанство на лица кои ще се на црна листа на САД, да се купува струја од руски олигарси по двојно повисока цена од она што е на берзата. Европскиот фронт ги дели граѓаните на Република Македонија на подобни и неподобни. Скандалозен е огласот на Фондот за иновации, каде што се вели подобни се кандидатите кои се во добра состојба со властите. Критериум кој може за да се аплицира е сите апликанти мора да бидат формално конституирани, признати и во добра состојба со соодветните власти на Република Македонија и да бидат усогласени со сите важечки регулативи и прописи. Значи, подобни до власта. За обука на зелените работни места, чиј буџет на проектот е $60,000.
Не се живее подобро, граѓаните не живеат